Во третиот дел од соларната и градежната геометрија ќе зборуваме за топлинските загуби и топлинските добивки. Под топлински загуби се подразбира инфилтрацијата и вентилацијата, под топлински добивки пак ќе зборуваме за внатрешни топлински извори, соларната температура на воздухот, а ќе го објасниме и поимот албедо. Градежната структура и геометријата на објектот ќе разгледува топлински мостови и инфилтрација. Понатаму ќе зборуваме за застаклување на прозорците, за регулирање на влагата, која што може да се појави како масовна влага, капиларна влага, потоа ќе зборуваме за движењето на воздухот, дифузијата на пареата и кондензацијата, ќе ги објасниме дренажите и проветрените фасади. Најпрво ќе зборуваме за топлотни загуби и топлотни добивки. Топлината се губи од зградата преку преносот, инфилтрацијата и вентилацијата. Со пренос се губи низ таваните, подовите, ѕидовите, прозорците и вратите во комбинација со спроводливост, конвекција и зрачење. Така, загубата на топлина може да се минимализира со користење на компактен дизајн, односно проектирање на минимални површини, проектирање на заеднички ѕидови така што нема да има температурна разлика низ ѕидовите и проектирање со доста изолација, односно со голема топлотна отпорност. Загубата на топлина поради инфилтрацијата се јавува поради влегување на ладен воздух низ споевите на конструктивните елементи и на споевите околу прозорците и вратите. Загубата на топлина поради инфилтрација е во функција на тоа колку студен воздух влегува во зградата и температурната разлика меѓу внатрешниот и надворешниот воздух. Загубите на топлина поради вентилација е многу повеќе како инфилтрација, освен што таа е контролирана и целесходна форма на размена на воздухот. Топлински добивки. Во зависност од видот на објектот, внатрешните топлински извори можат да бидат или големо или мало оптоварување. Топлината се генерира од луѓето, светлата и од апаратите, и таа може да биде во вид на осетна или латентна форма, како што е водената пареа. Делот од топлинската добивка на прозорецот се должи на сончевото зрачење во текот на денот преку застаклувањето. Но дел од топлинската добивка е последица на загревањето на нетранспарентните површини. Па така, темните бои апсорбираат големо количество на сончева радијација и стануваат прилично жешки. Повисоката температурна разлика помеѓу надвор и внатре, за разлика од вистинската температура на воздухот на отворено, се нарекува соларна температура на воздухот. Кога е вклучен изолацијски ефект на топлинската маса, температурната разлика што се користи се нарекува температурна разлика еквивалентна на дизајнот. Мерката за површинско сончево зрачење е коефициентот на рефлексија и се нарекува албедо. Тоа ја опишува рефлексивноста на вкупниот спектар, УВ зраците, инфрацрвените зраци и видливите зраци од соларниот систем. Ако албедо е 0, значи дека површината целосно ја апсорбира сончевата радијација. Ако албедо е 100, значи дека површината целосно ја одбива сончевата радијација. На табелата во скриптата ви се прикажани албедото за различни видови на градежни материјали. Нерамната текстурирана површина ќе апсорбира повеќе од сончевата радијација отколку мазна површина од истиот материјал и боја. Вкупната клима може да се намали за 20% само со менување на албедото на покривот и на ѕидовите, од типична средно темна вредност од 30% до светло обоена вредност од 90%. Иако полираните метални површини имаат висока рефлексивност, односно албедо, тие имаат ниска пропустливост, па се многу потопли од површините со светли бои кои имаат високо ниво на топлотна пропустливост. Да го објасниме сега поимот на топлински мостови и каде се јавуваат тие во конструкцијата на еден објект. Причините за појава на топлински мостови се различни, и тоа користење на различни материјали со различни термички карактеристики, споеви на столбови и носечки греди, вградување на прозорци и така натаму. Но,
За топлинските мостови важна е и промената на геометријата на градежните елементи. Инфилтрацијата е главна причина за слабите резултати на термичката обвивка. Основната стратегија е да се создаде континуирана, непрекината термичка изолација на целата зграда. Топлинските мостови се јавуваат кај објектите кои имаат конзоли, тераси и слично. Прозорците се едни од најважните елементи кои треба да го заштитат објектот од инфилтрација. Двојното застеклување е 2 пати подобро од единечното при запирање на протокот на топлина. Термичката отпорност на прозорецот е составена од 2 дела – застеклувањето и рамката. Кај големите прозорци, најголемиот дел од топлината се губи низ застеклувањето. Но, кај помалите прозорци, рамката е критична при загубата на топлината. Рамките најчесто се направени од дрво, метал или винил. Дрвото има добри термални карактеристики и кога е тоа заштитено со винил или со алуминиум, станува трајно. Винилот исто така има ниска спроводливост, а алуминиумот може да се користи само доколку има термичка исполна. Прозорците со високи перформанси употребуваат изолација со термичка исполна. Работната изолација не само што ја одржува големината на воздушниот простор, туку исто така и отстранува и влагата и нечистотијата со цел да се спречи кондензацијата, односно замаглување во внатрешноста на прозорецот. Чистото стакло е најчесто транспарентно за сончевото зрачење, но не и за топлинското зрачење. Тоа го апсорбира инфрацрвеното зрачење, станува потопло и се ослободува се повеќе топлина надвор и внатре. Значително количество топлинско зрачење е изгубено преку застаклувањето. Специјалните облоги, рефлектирачки транспарентен сребрен слој, драстично може да го намали овој топлински проток со рефлексија на голем дел од сончевата радијација. Кај вертикалните конструкции, односно ѕидовите, топлинските мостови не се дозволуваат, а на местата каде не може да се избегнат, се пропишуваат максимални вредности за коефициентите на преминна топлина. За енергетска ефикасност на градежните објекти, топлинските мостови имаат значајна улога, посебно кај добро изолираните градби. Кај конструкциите постојат 2 типа на топлински мостови. Линиски топлински мост е топлински мост со единствен пресек со една од трите координатни оски. Кај него, преносот на топлина е линиски пренос на топлина и е износ на топлински проток во стационарна состојба поделен со должината и температурната разлика помеѓу средините на двете страни на топлинскиот мост. Понатаму, точкаст топлински мост, локализиран топлински мост, чие влијание може да се представи со пренесување на топлина во точка. Преносот на топлина е точкаст, износ на топлински проток во стационарна состојба поделено со температурната разлика помеѓу средините на двете страни на топлинскиот мост. На сликите ви се представени местата во конструкцијата на еден објект каде што се јавуваат топлинските мостови. Овде е покажана табела за параметрите кои што се користат за пресметка во примерите понатаму, каде што е прикажана поедноставна метода и утврдени вредности за линеарни коефициенти на премин на топлина кај топлинските мостови. На оваа табела се покажани неколку примери на линеарни коефициенти на премин на топлина на кровни завршетоци. Тука се прикажани линеарни коефициенти на премин на топлина кај конзолите во еден објект. Понатаму, линеарни коефициенти на премин на топлина на аглите на спој, односно спој на вертикални конструктивни елементи, спој на 2 ѕида кај еден објект.
Дадени се примери за линеарни коефициенти на премин на топлина на меѓукатните конструкции, односно спој на хоризонтален и вертикален конструктивен елемент, ѕид со меѓукатна конструкција. Линеарни коефициент на премин на топлина за внатрешни ѕидови, односно спој на внатрешен ѕид со надворешен ѕид, или пак помеѓу два внатрешни ѕида каде што во просториите кои ги разделуваат постои разлика во температурите. Тука се дадени примери за линеарни коефициенти на премин на топлина кај подови на тло, понатаму подови кои што се подигнати од земјата, тука пак се дадени линеарните коефициенти на премин на топлина кај столбовите како вертикални конструктивни носечки елементи во објектот. И на крајот се дадени примери за поедноставна метода и утврдени вредности за линеарните коефициенти на премин на топлина кај прозорците и врати, односно кај отворите во еден објект. Како што и порано спомнавме, термографијата денеска на успешен визуелен начин ни ги покажува местата на топли и ладни области на една зграда, односно со овие визуелни слики точно може да се утврдат местата на кои што се појавуваат топлинските мостови кај еден објект. Топлинските загуби се појавуваат поради инфилтрација и вентилација. Инфилтрацијата е непланирано воведување на надворешен воздух низ прозорците, вратите или пукнатините во објектот, која настанува поради ветрот. Дејството на издувните вентилатори пак е вентилација. Инфилтрацијата е контролирана, прво со избегнување на ветровите локации за поставување на објектите или со создавање на ветробрани. Помага минимализирањето на вратите и функционирањето на прозорците, но важна е и херметичноста на објектот. Лошо конструираната куќа без изолација со инфилтрацијата губи до 50% од топлината низ топлинските мостови. Во зградите каде вратите често се отвараат, загубата на топлина може да биде дури и до 60%. Ако пак една зграда се постигне да е многу херметична, настануваат нови проблеми. Камините и апаратите за грејење на газ го одземаат кислородот од воздухот и доаѓа до загадување на воздухот. Затоа е потребно да се воведе доволно свеж воздух, но на контролиран начин. Вишокот на влага во зградите влијае врз оптеретувањето на ладењето, структурата, но и на конструкцијата која може да рѓоса и да изгние, а изолацијата да стане бескорисна. Може во просторот да се појави и мувла. Влагата може да влезе однадвор или да се генерира во затворен простор. Масовна влага е во форма на течност која влегува низ дупките и пукнатините од дождовницата. Капиларната акција ја движи течната влага вертикално против гравитацијата низ прозорните материјали. Таа може да се контролира со целосно запечатување на порозните материјали со асфалтна водоотпорност на бетонски ѕид во основата. Протекувањето на воздухот ја носи водената пареа низ дупките и пукнатините во градежната изолација преку дејството на ветерот, вентилаторите или ефектот на складирање. Водената пареа влегува во зградите и поради дифузија на пареата, што е управувана од разликата во притисок на пареата. Водената пареа се движи од повисока концентрација на влага, односно висок притисок на пареа, до пониска концентрација, односно низок притисок на пареа. Општо кажано, тоа ќе биде надвор низ ѕидот во зимо, а внатре во лето кај влажните клими.
Влагата која влегува во зградата појавува кондензација во ѕидовите или покривот, затоа што дел од конструкцијата може да биде постуден од температурата на точката на роса на влажниот воздух. Треба да се проектира изолација која може да се исуши ако се навлажни. Треба да се користат и тампон материјали кои имаат голем капацитет за складирање на влагата, затоа што тогаш складираната вода не е на располагање за да предизвика рѓа, гниење или мувла. Таваните, покривите, а понекогаш и ѕидовите треба да бидат проветрени. Овие ветрови дополнително преку летниот период му овозможуваат на топлиот воздух да излезе. Во подрумите и во зградите вкопани во земја, влагата може да се избегне со добра дренажа околу ѕедовите и со внимателно поставување на хидроизолацијата. Внатрешната влага мора да се контролира со користење на издувни вентилатори. Но треба внимателно да се користи системот за климатизација, бидејќи може да дојде до ситуација да се создаде негативен притисок и гасот радон да биде вовлечен во објектот. Елементот радон е радиоактивен гас кој се генерира во земјата од радиоактивното распаѓање на ураниумот и е во втората водечка причина во светот за рак на белите дробови после пушењето. Објектите може да бидат погодени од влага на различни начини, од атмосферската вода во вид на дожд, односно вода што прска, снег или мраз, вода во почвата, односно подземните води, влага во нова градба, кондензација во градежната компонента и кондензација на површините. Кондензацијата се јавува кога воздухот се лади под температурата со која што е заситен со водена пареа, температура на точка на роса или 100% релативна влажност. Ова е често случај во области на висока влажност или во делови од објектот кои што имаат висока влажност, како што се бањите, кујните и така натаму. Во соби со ниски температури, како што е спалната соба, и во области на топлинските мостови кај објектот. Објектите мора да бидат така проектирани и изведени да не може да дојде до кондензација на водената пареа која со дифузија навлегува во градежната конструкција и кондензираната водена пареа во градежната конструкција да не предизвика градежна штета на крајот на процесот на дифузија. Тоа се обезбедува така што вкупната масена влажност XUK на материјалот во слојот на градежната конструкција е помала од најголемото дозволено масена влажност X максимум. Тоа се пресметува на следната формула. Вкупното количество на водена пареа XR која кондензирала во периодот на дифузно влажнење да може да се исуши во периодот на дифузно сушење. И на крајот да заклучиме. Секоја зграда треба да биде енергетски ефикасна. Таквите објекти се првично поскапи поради опремата за грејење и ладење, но понатаму, низ користењето, тие ќе чинат помалку кога сметките за чинење на потрошената струја ќе бидат помали. Не само што сопствениците ќе заштедат пари, и општеството ќе заштеди енергија и тоа е морално исправно да се направи. Затоа што иднината на планетата зависи токму од тој чекор.